Доволно беше шоу бизнес звести, а време е да се вратиме во нашето студио. Имаме гостинка која не е прв пат тука, туку напротив, веќе добро го познава и студиото и тоа каква опуштена атмосфера не имаме токму тука. Ке имаме излагање во поглед на индивидуалните вредности за подобрување на глобалноста. Во суштина, јас така ја зачнав темата, дали е тоа така или не, ке ни открие Жаклина Димовска. Добре дојдовте. Добро ден, најдов, Кристијан. Да, овие вредности ние треба да ги живееме секој од нас индивидуално, значи во секојдневно ниво и во секој момент. Так. Меѓутоа, свесноста ни е на различно ниво, кај секој различен човек и во согласно со нивото на свесноста ние така настапуваме, така го креираме животот, така мислиме, така се однесуваме и така натаму. Меѓутоа, денешните збиднувања и кај нас и во светот покажуваат дека нешто не чини, нешто не го бива. Так. Што е тоа што не го бива? Има многу и научни истражувања, некои го нарекуваат во делот на алтернативата, дека тоа е нешто што се занимава истокот и така натаму, но јас само едно ќе кажам. Ние сме сите граѓани на овој свет. Така. Ние сме сите човечки битија, независно од националната или религиозната припадност, и како такви треба да се наблюдуваме. Сите ние за себе си посакуваме да ни биде убаво. Посакуваме да сме исполнети, посакуваме да даваме и посакуваме да примаме. И тоа постојано го правиме. Меѓутоа, дури и професијата, значи не се одделува професионалниот од приватниот живот. Вие се инвестирате самите себе си и во делот на работата. Исто така како што се инвестирате во делот на семејството и се разбира најпрвичната и најбазичната инвестиција во самите себе си. Во таа инвестиција на самите себе си, многу е убаво да вибрираме со едни високи вибрации, односно висока свесност. Так. И тоа е една голема филозофија, малку ни е време во нели кој што овде го одвојуваме, но јас ќе споменам дека она што го дефинирав како граѓани на светот, ние навистина така треба да почнеме да се наблюдуваме. Не граѓани на Македонија, не граѓани на Европа, целата планета е наш дом. Так. Не е само Скопје и највеќе ме лутат, се уште ме дразнат локалните несогласувања, етнички или национални или религиозни и така натаму. Тоа е само манипулација. Луѓето се човечки битија и граѓани на овој свет. Зошто го кажувам граѓани на овој свет? Заради тоа што она што правиме овде се рефлектира на сите страни. За да биде попластично и поразбирливо за слушателите, за гледачите, Фукушима кога ја удри земјотресот пред неколку години и кога ураниумот истече во океанот, дали ние сме изолирани од таа појава? Не сме воопшто. Не сме воопшто изолирани. Заради тоа што преку океаните тоа се рефлектира на целата планета и ние имаме за некој промил или степен позагадена планета. И тоа е наша одговорност. Значи тоа не го направија екосистемите, животни или флората и фауната. Не, човекот го направи. Човекот за да ја сочува оваа благосостојба, оваа на дар дадена планета, место и дом за живење, така треба и да наблюдува. Не е дом мојот дом, не е дом твојот дом. Ние сме во домот на планетата Земја. И таа парадигма на гледање од едно повисоко ниво треба да биде некако пренесено преку парадигмата на thinking globally, acting locally. Значи, да мислиме глобално, да делуваме локално. Значи, ние можеме да делуваме во нашата околина. А глобалната, односно поголемата слика за да ја видиме, ни треба повеќе свесност, повеќе знаење, повеќе духовност. Освен она физичкото на кое што сме научени да си го негуваме телото, да си дадеме убава храна, да си дадеме убава облека, тоа се само пердуви. Чесно, облеката не го чини човекот, одамна е кажано и тоа го знаат старите. Го знаат, но дали, пример, добро го сфатиле, верувам, чим го знаат, но дали го практикуваат? Го допре моментот, значи тоа е само на ниво на когнитив.
на сознание. Да, облеката не го чини човекот. И тоа е тоа. Но што тоа значи суштински, вистински што тоа значи? Значи, тоа е она на кое што се посветуваме или сме веќе посветени онаа некоја група на луѓе која што е поосвестена и која што ја има насекаде во светот. Значи нема добри и лоши нации, има добри и лоши луѓе. Значи нема тоа да сме на чисто. Мислам да не го повторуваме повеќе. Знаете како не се навраќаме јас на тука тоа. некако се надобрзам, гледате, можеби такво ни е окружувањето и таква ни е ситуацијата моментално локално во Македонија. Па се можеме да се надобрзаме и политички, се збори вака, така, онака, нации, вери, раси и кога ќе го чуеме ова, мислам дека не е големо освестување само за нашите гледачи, туку и за политичарите. Апсолутно, политичарите се онаа категорија која што највеќе треба да го применат ова, а најмалку се свесни и најмалку сакаат да го применат. Зошто? Бидејќи треба да бидеш скромен. Мислите дека не го можат тоа? Не го можат. Не го Така. можат во ситуацијата во која што дошле. Значи на таа позиција. Но ако тргнеме, човечки битија се, нели? Така. Не се слонови, не се рептили, не се марсовци. Мислам дека и битија. слоновите се разбираат за помош на некаква дресура со луѓето. Апсолутно. И кучињата и мачињата исто така. Апсолутно. И ние како битија, значи многу е силна таа цела филозофија, и слоновите, и сите ековидови, и флората и фауната има вибрации на делување. И ние луѓето, ама стасавме до на когнитив. Го разбираме на свесно, на интелектуално ниво, ама не го доживуваме, не е од овде. Така. Значи, затоа треба да се тргне од индивидуално ниво. И велиме окружувањето. По окружувањето сме секој од нас. Например. Јас сум окружување, ти си окружување, сите се окружување. Ако тргнат од свесно ниво, чекај, јас што правам? Мислам дека ја ви препорачам прво овој колега што се заминува од надвор од студиото да почне од тоа да си помисли, чекај, јас што правам? Например. Да. Кое е моето делување во околината? Дали ја нешто правам правилно или неправилно? Тоа допира до категоријата слобода. Што е слободата? Што е слобода? Да можеш да правиш што сакаш. Што сакаш. И кога ќе правиш што сакаш како колегата, почнуваш да им сметаш на другите. Значи, до каде е слободата? До онаа граница, до онаа црвена линија, до кога не ги преминуваш границите на суверенитетот и на другите. Значи, до таму е твојата слобода. И луѓето тука многу се срамат. Можеш да дубиш на глава. На кого му пречиш ако дубиш на глава? На тој што... На никого не му пречиш, ти си дубиш на глава за себе. А дека тоа општествено не е прифатено, тоа е друга категорија. Ние сме многу општествено чворосани. Чворосани. Буквално. Ако некој се шета гол, шо ми пречи мене? Дали нешто ми прави? Не ви пречи наверно дека го исмејувате. Вака, ја нема да го исмејувам, ја дури сум заложник за тоа, да, состаноците бидат на голи, без облека. Да видиме каде се границите, бидејќи облеката не скрива. Да видиме каде ви е интелектот, до каде ви се вашите капацитети за самоконтрола или да го игнорирате она што во моментот не е суштинско. Мислите дека доаѓаме некогаш до тој момент? Да го имаме многу тоа? е далечен, многу е неразбирлив и тука сум многу радикална во оваа изјава, но замислете си да го имаме овој состанок тотално голи. И се фокусираме на темата. И да се фокусираме на темата која што ја работиме. Ме разбирате? Тоа е висока контрола и висока свесност. Така. За тоа зборувам. на конференција. Јас нема да зборувам многу, затоа што многу ни е кратко времето, а пак вие имате многу да кажете. Да, ја не можам мислам треба. Да, еве го колегата пак се враќа назад. Тоа е високата самоконтрола која треба да ја имаш. При тоа да напоменеме, верувам на гледачите им е чудно што овдека чади. Можеме ли да го објасниме ова пред да почнеме со... Па вака, ова е инсент кој што... Ќе побарам од режијата да го добиеме во етер. Ова е сосема нормална, природна работа. Ја веќе ова го консумирам толку многу години во околината во која што се движам, исто така, дури ми е чудно кога луѓето не знаат што е тоа. Ова е обичен инсект кој што создава со некаков мирис. Есенцијалните масла и есенцијалните мириси ни ги дразнат
сетилата и сетилото за мирис. Во целата оваа филозофија, за да бидеме ние свесни, за да бидеме одговорни, ние треба да бидеме свесни за тоа што доживуваме, што мирисаме, што гледаме, што наслушуваме, што чувствуваме. Так. Значи, само наблюдувањето. Ова е еден сегмент кој што ни помага да го допреме она внатрешно во нас, кое што е есенс од нас и кое што секој треба на индивидуално ниво да допре до себе си. Значи, тоа влегува во делот на работа на себе, на психолошко ниво, на емоционално, на духовно. Значи, тоа е уствари најголемата работа што човекот или човештвото треба сега, во овој момент, кога е токму најсилно она што се човечки слабости, и да ги замени со самоспознавање и хармонизирање и балансирање. Мирисот всушност помага за хармонизација, ви го окупира сенсот за мирис и е Јас повеќе сум насочен искрено кон тоа како мириса и чуден мирис има на некој начин. Се обидам да се навикнам отколку на темата на која разговараме. Дали може би? Сандалвуд. Добро, да знаеме. Ајде да се вратиме на темата. Во изминатиот период имавте многу активности, бевте во Индија како седна настани кои се однесуваат на темата глобалност и на аспектот на популацијата наблюдувана како граѓани на светот. Така. Ова е сето тоа што го зборувавме од прилика до сега, но што се случуваше таму? Какви се искуства можете да ни пренесете на нас и на нашите гледачи? Она што се случуваше во Индија во изминатиот месец и пол е всушност средба на овие што до сега зборувавме на филозофско ниво, граѓани на светот, односно поосвестени битија. Так. Од било каде на планетава Земја. И бидејќи тие веќе работат во своите локални средини, нели, мислат глобално, ама делуваат локално. Така. Значи јас ова го работам веќе 8-9 година. Сум дел од една светска организација која што била пред 60 на години движење и од пред 60 на години една цела група на луѓе, не знам овдека дали може камерата да фати, колку има потписи, ево, довде се потписите на основачите, да, кои што се заложиле за тоа и ја виделе смислата и суштината на тоа дека ние треба да се да лечиме, да ги отстраниме локалните, малските гледања и да погледнеме од една поголема друга перспектива, апсолутно сосема различно аспект на гледање и да го видиме светот каде што живееме. Ние завлеговме во глобализација се уште несвесни. Па си ги уништуваме душите првен, себе си, па си ги уништуваме народите околу нас, бидејќи нешто кузне шо сметало, па после прават војни луѓето и мислиме еве Македонија да земе. Нели? Иран има војна, Ирак, Афганистан, така натаму. Па старите кажале, ако мечката чукне на тујата врата, еден ден ќе чукне и на твојата врата. Значи, не можеме да бидеме изолирани, да се спиеме на лево уво, тоа не се случува кај нас. Кога се наоружува Америка, се наоружува и Русија. Тие се наоружуваат во ова денешно време, значи после оној минатиот век на индустриализација, на иновации и така натаму, на користење, осознавање на механизмите на природата, една атомска бомба нема да ни го наруши нашиот живот? Например. Сосема сте права, да. Нели? Кога една атомска бомба, радиацијата не е изолирана, туку се проширува. Генетски делува. Како се раѓа во Нагасаки и Хирошима со генерации модифицирани. Значи, тоа делува на нас. И ние како ја користиме иновативноста или достигнувањата на цивилизацијата денес во негативни конотации. Овдека зборуваме, овде зборуваме за една повисока свесност, за една глобална влада, за едно заедничко свесно делување на големата слика, бидејќи сме сите на истиот брод. Значи немаме резервен брод. Так. Се уште оваа планета. И тоа значи индивидуална свесност за себе, за своето физичко, духовно, ментално тело.
вистинско користење на категориите, на љубов, почит, респект, првен за себе, После а за потоа и другите. за сите други. И кога тоа на вистина во полна смисла на зборот се користат тие категории, ќе дојдете до ова. Ме разбирате? Ниедна нација, ниедна популација, ниедна религија нема да ви пречи. Конечно ќе сватите дека религиите во суштина имаат за идеја да дадат верба на луѓето во моменти кога овој материјален живот доаѓа во ситуации кои што ни се тешки, не можеме да ги преживееме како физички битија. Значи ни доаѓа такви моменти. Ние сме многу сензибилни. Од една страна човекот е многу силен, од друга страна е многу кршлив и ранлив. Така. И тоа не треба да го утепате, не треба да го биете. Ментално и емоционално. И тоа е новата војна што сега се води во светот. Ментално и емоционално и духовно. И тоа го знаат одредени категории. Работата е да се освести цивилизацијата, популацијата. Докаде Бидејќи, сме? Ќе не биде или не? Докаде сме, тоа никој не може да каже, а најмалку пак јас. Значи нема да се ја земам за... Според вас, за ваше мислење, не велам Јас лично имам силна надеж. Значи ја имам толку голема надеж и вака си викам, не е можно доброто, бидејќи во секој човек има добро. Так. Значи не е можно да не профункционира доброто, треба само да се знае каков пристап Да се има кон нештата. Токму така. Значи, нема човек кој што не е добар. Но го покрил под влијание на тие притисоци во текот на животот, под влијание на рамките на околината која што го воспитува од најмало дете, бебето што знае. Ако направиме експерименти и ги оставиме да живеат во слобода, тотална слобода, 100, 200, 50 деца, не е битно. Мислите, и не ги оптеретувате со информации локални, еве кај нас политика, не знам каде, таму американизација, Трампови, не ги оптеретувате со ништо. Дали тие ќе имаат некаков однос према нешто? Не. Нема да има ни умрзе, ни ништо. Го наблюдуваат таквога кој што е. Вака ги наблюдуваме во WCPA, World Committee and Parliament Association, нештата. Се обидуваме поединци како мене, од сите страни од светот, да направат во своите средини, значи ние се сретнавме таму, на глобално ниво, и делуваме локално. Ова излегување во емисија ми е мое локално делување. Да допре до неколку луѓе. Значи, ако промените животот, свесноста на еден човек, вие сте го промениле цел еден универзум, бидејќи ние, како луѓе, сме универзум, сам по себе. Значи, ако ја погледнеме, малце перспективите ги измениме од она материјално и само материјално, како изгледаме, кои ни се парталите, како се храниме, како се поначаме, односно се чаталиме, тоа не е суштината. Душата треба да биде исполнета, значи да ги задоволуваме оние внатрешни потреби. Сега, бидејќи човековата природа има материјална манифестација, интелектуална и духовна манифестација. Сите тие три манифестации треба да се хранат. Значи, храната за физичкото тело ја знаеме, ја познаваме, нели? Тоа е храната, физичката храна која што ја консумираме. Ја познаваме и физичката хигиена. Дали ја препознаваме менталната храна? Наверојатно не. Како човечки битија, можеби не сме свесни дека ја препознаваме, а ја препознаваме. Ајде така да... Според моје мислење, не мора значи дека така, не? Не, луѓето воопшто генерално не знаат да ги детектираат и да ги стават на соодветно место категориите каде припаѓаат. Интелектуалната храна се информациите, знаењето. Не го гледаме тоа, можеби така. Не го гледаме, да, не го наблюдуваме така. Меѓутоа, уште помалку знаат за менталната хигиена. Што е ментална хигиена? Трета работа, духовна храна. За ова поима немаат. А уште па помалку за духовна хигиена. Така. Значи, тие се манифестациите кои што во овој период, еднаш годишно, генерално се собираме и зборуваме за холистичкиот пристап, значи овие три манифестации го креираат тој холистички пристап, но живееме во материјално време, во социјално општество и треба да делуваме од оваа појдовна точка каде што сме. И затоа ни треба, луѓето се навикнати да следат некакви си правила. Овие се најслободните правила на живење, почитувајќи се себе си, почитувајќи ги другите, почитувајќи ја природата, почитувајќи се што околу, и елементите.
и елементите, бидејќи ние сме сочинети од елементи. Ако не ги почитуваме елементите, калциум, натриум, сите оние во Менделевиот систем, ние не се почитуваме себе си. Заради тоа што тоа во микронски величини го имаме во нашето физичко тело. Јасно. Кое што не е машината. Пораката, овдека може камерата да фати мандалата. Мандалата е искористена од источната филозофија, меѓутоа мандалата се дефинирани сите социјални категории во општеството. Така. Значи, од право, од економија, социологија, сите оние кои што се потребни за нормално и во што е можно поугодна и хумана средина да живеат луѓето. Ние се залагаме 10 принципи на WCPA. Првата е разоружување, тотална демилитаризација. Веќе нема, ништо не се решава со тоа, освен што создаваме негативни емоции, влијанија, без лутина, тага. Тие луѓе каде што им се случува тоа, негирањето само не е убава емоција. Значи, ние... Тоа оно што треба секако да го знаеме првично и тоа што мислам дека на кое треба да обрнеме внимание, споделивме мислам дека доста информации. Така? Може би имаме уште многу, јас верувам во тоа и сигурен сум. Нема време бидејќи е 34 минути по 14 часот. Времето лета, јас уживав, но кога ми кажа решија да го погледам часовникот. Се надевам дека нешто барем јас мислам дека добраме до многу гледачи тоа. Овака доловија, не знам, вака фативме од сите страни по малце, ама трите манифестации нека ги запамтат и ова се само символи од од различни теми кои што не успеав да ги спомнам, социјални категории, да, сликите еден пат да ги прекажеме. Ветувам дека наредниот пат тоа сигурно ќе го направиме, дали идната недела и после идната, ветувам дека многу е значено затоа што сакам да ги да им помогнаме гледачите да ги разрушат бариерите на менталниот ум. Бидејќи тоа се само рамки. Рамките не создаваат среќа и радост. И вели уште една порака за крај. Онаму каде што запира стравот, почнува животот. Така. Ова нека биде порака и до нашите гледачи, како последна за денес. Ви благодарам, навистина ми е чест што бевте моја гостинка и ви имавме втор пат, а трет пат мислам дека ќе имаме уште повеќе време за да можеме да ги разбиеме сите овие бариери и рамки кои вие ги споменувате и кои не окружуваат, а за жал се реалност. Ви благодарам да ги прегледаме сликичките следниот пат, поздрави. Ви благодарам уште еднаш за вашето гостување. Благодарам и тебе, Кристијан. А ние немаме уште многу време, тоа значи идеме со... Немаме уште многу, имаме уште 20 минути, но идеме со краток блок на реклами во суштина, за потоа веднаш да се вратиме во студиото, а денешна наша гостинка ќе биде Тамара Стојковска, музичарка. Девојчето како пее?